Го виде новиот Јарис. Дојде да го видиш. Многу, стварно има многу добар дизајн, храбар, со карактер, изгледа како агресивна машина, напукана со моќ, ама пак е некако софистициран, елегантен, тренди. Мислам, види го каков е човече, со широк и компактен став, изгледа како да ќе озграбчи патот, вози ептен, смирено и стабилно, без да се прави тоа колку е он динамичен и агилен. Ајде да го пробаме. А, бога ми, и агилен е. Респонзивен и пргав во град, совршен на автопат, комфорен и практичен е внатре, плюс со 10 години гаранција. Ова е европскиот автомобил на годината, па нека пукна душманите. Стигнавме. Ај вие влагате во студио, јас ќе си поседам малку. Божик на еден, добре дојдовте. Имаме специјално изненадување за вас, имаме супер емисија која ја посветуваме на најголемиот музички фестивал, па и не само Македонија и на овие простори можам да речам. Имаме многу добри гости, ќе слушаме многу добри песни. Зборувам за Макфест и тоа не зборувам за било кој Макфест. Одбравме еден специфичен Макфест и тоа Макфест 1987. Нема некој повод посебен, освен дека 35 години се поминати од тогаш. Ние, баш онака, ние дел од екипата на еден е ептен голем фан на Макфест 87 и во канцеларија кога си работиме, често знаеме да пуштиме песни баш од Макфест 1987, така да си правиме еден вид кејф сами за себе и се надевам дека ќе ви направиме кејф и на вас за овие празници, за овој период. Имаме, реков, многу добри гости, а тука веќе со мене е долгогодишниот директор на фестивалот уште од 1986 господин Стојан Троицки. Добре дојдовте. Добро вечер. Многу ми е мило што сте тука. Голема чест ми правите. Исто и мене. Мене ми е и вие ми правите чест. Вака на возрастни години да ме повикате малку. Ова е најмалку што може да се подсетам, да ми се вратат спомени и така. Ви се враќаат ли спомени? Ми се вратија сите спомени. Сега кога ги слушав, кога се течеше снимањето, да ви кажам, така малку се наежив од некој... Ми навлегоа разни мисли, бидејќи за секоја композиција има ги 1000 така, или колку ги има стотици. За секоја композиција е врзана една маленка интимна приказка која знаеме ние и тие што учествувале во неја. Ајде ќе откриеме сега. Еве, ќе почнеме од една песна која е хит до ден денеска. Јас зборувам за Кој да ти каже Ивана, Кемал Монтено. И сега тоа беше 87 и тоа е прв настап на Кемал Монтено нели на Макфест. Во тоа време Макфест се уште не е етаблиран, да речеме, толку многу. Ова 87 е некоја прва година кога прави сериозен исчекор напред фестивалот, а почна 86-та. Како стигнавте до Монтено? Ја го Кемал Монтено знаев далеку пред да го земам Макфест, бидејќи во војска свирев во еден оркестар со еден познат сараевски пејач Махир Палош. Добро. Кемал Монтено беше на турнеја, дојде тамо да го види својот другар и ме запозна мене. Кога се вративме од војска, Махир Палош, Плави цвете мој, напиша Кемал за него неколку хитови, дојдова на турнеја во Македонија, беа некаде во Кочани и ми се јави Махир Палош, дојде и да се ви јас со жена ми, колата отидо се и така, значи ние се знае. На настап на Кемал. Да, на концерт бев и правевме мојбет во една кафана и така даде и така натаму, така да кога ги распишавме конкурсите Макфест 86, одекна доста во Југославија, бидејќи беше доста иновативен првиот фестивал. Така. Он беше на некој начин предходница на дигиталната ера во Македонија. Тоа е па друга приказна, малку поширока, да не ја елаборирам, и дојдовме до 87 кога го распишавме конкурсот, бидејќи бев човек од маркетинг секторот, многу лесно комуницирав, бидејќи половина југословенска естрада веќе унапред ја познавав приватно и лично. Така да беше тешко преку моите пријатели номинари во Радио Белград, во Радио Загреб, во Радио Љубљана, да се испромира фестивалот, посебно неговиот конкурс. И почнаа да стигат композиции од цела Југославија. Меѓу другите дојде и Кемал Монтено, но Монтено немал македонски текст. Добро, значи има само музика.
Да, но е упатен кај Ѓоко Ѓоргиев, покојни Ѓоко Ѓоргиев, Така. и Ѓоко му го прави текстот и доаѓа комплетна композицијата, он ја пее на македонски јазик. Значи текстот е на Ѓоко Георгиев. Така е. За кој да ти кажи? Кој да ти каже Иван, не. Така да за таа песна една така пријатна атмосфера е врзана, бидејќи со Кемал се и дружевме и на самиот фестивал. Иако јас немав многу време, преокупиран со организација, сега беа тие почетоци. И така, јас мислам сега кога слушам што се случува тука во емисијата, ми се вради спомен и си викам, така почна подемот на македонската популарна, односно забавна музика. Преку Макфест. Преку Макфест. Бидејќи имаше еден доста долг застој во продукцијата на Македонија. Значи предходно тоа Скопски фестивал Така, па на тоа и мислам имаше една застој, имаше една тишина, имаше една турбуленција на чудни турбофолкови од северо на нашата бивша заедничка држава и така на некој начин појавата на Макфест стопира одреден број на такви работи. Тоа е така една... Беше една брана. На брзина се изречена работа што се однесува до Кемал Монтено, иако јас со Кемал Монтено, он после се врати и втор пат се врати на Макфест, па после со Даниела Мартиновиќ направи една негова песна, направи југословенски хит, односно бидејќи Даниела Мартиновиќ е родена на Макфест, како што е Тоше Проевски, да не ги броиме сега колку се тие. Така да работата е доста широка за една вака стеснато време, бидејќи Макфест можеме да го наблюдуваме од повеќе аспекти, негов домашен аспект, иницирање на естрадна култура, Сосема нов пристап. посебно неговиот меѓународен аспект, ако го земеме, па тоа е друга приказна. Точно и големината регионална. Регионал, па да, кои се звезди доаѓаат тука во Македонија. Јас донесов тука една монографија, ние печатевме 2000 година кога славевме 15 годишнина. И тука е отсликано, бидејќи меѓународната вече траеше до 1998. Така. Со доаѓањето на Линда Мартин го затворивме тој случај, бидејќи свативме дека нема многу интерес за тие меѓународни естрадни состојби, иако доаѓа големи звезди, евровизиски звезди и така натаму, свативме ајде да се вратиме повторно, Так. да дадеме шанса на нашата популарна музика. И така продолжиме со развојот доста долго. А сега може и да ја чуеме песната. Се Ѓоко Ѓоргиев ја има напишано, ама сега ќе го чуеме текстот, а сега ќе чуеме еден друг Ѓоко и тоа еден од најпознатите Охриѓанец. Така, и тоа Ѓоко Таневски. Ајде, Ѓоко Таневски, многу ми кој е да ти драго. каже Ивана. Кој да ти каже, Ивана, како ти пев, Ивана, како те сонев, Ивана, како те следев, Ивана, како те колнев, Ивана, о моја Ивана. Кој да ти каже, Ивана, не знае никој Ивана, за она тајна Ивана, што само за нас Ивана остана, знај Ивана, о моја Ивана. Кој да ти каже, Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже, Ивана, каква е ова рана? Кој да ти каже, Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже, Ивана,
некој Ивана, за она тајна Ивана, што само за нас Ивана остана, знај Ивана, о моја Ивана. Кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже Ивана, каква е ова рана. Кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже Ивана, каква е ова рана. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се пунам са бајле, гледам немам денаркор. Треба да платам струја, вода, телефон. Ако зајмам од перок, има проблеми еден тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стои. Да завршам работа, кој 1, 2 и 3. Од дома се да следам, знаеш такви луѓе ти. Преку телефони не, цело време достапни. Продавниците за пари сегде се отворени. М брз, М најдобри. Слушни жаре што ти збори во М, кеш аплицира и си. Празнична понуда од KFC. 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips и 2 помфрита за цена од само 399 денари. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Подгответе се за големи изненадувања и специјални попусти на мали и големи апарати за домакинство од Горење. Горење. Ние во тимот на Девалт знаеме колку е важна флексибилноста и брзината на услугата за нашите клиенти. Затоа создадовме место каде што сите вие заинтересирани за Девалт батерискиот алат ќе можете брзо да ги добиете сите потребни информации во неколку чекори. Станува збор за Девалт Комбо Центар. Преземете ја работата во свој раце со Девалт. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан.
ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Божикен чај, тоа е спој на билки и зачини кои ќе ви предизвикаат специјално празнично расположение. Купете си Божикен чај од Good Nature. Мирис на топол леб, меки кифлички пита, голема колку целава маса тука. Вака која ќе ми одлетаат мислите, можам да си фантазирам со часови, но за среќа со моето брашно од Кадино немам потреба да фантазирам, туку фантазијата лесно станува реалност. Единствено и најдобро брашно за сите ваши куински идеи, моето брашно од Кадино. Така, продолжуваме со песните од Маквест, песните од Маквест, секогаш на Маквест имало, нели, водители, е една водителка баш го има одбележано, водејќи цели 14 години, така ли е, директоре? Точно. Ете, така, и тука е исто така голема чест ни прави што е тука. Убава работа. Вера Јанкови! Вера, браво. Опа! Не знам од каде Зборуваме за 87-ма. Леле, да, зборуваме, да. Гледам Така е, се. така е Макфест планот. 87-ма. Јас па понатаму почната, меѓутоа Макфест е целата приказна. Нели? Не се може, а нема почеток ни крај за нас. Ете си. Да. Ете си. Да, Лео, тоа е првиот пат кој се појавив. Така? 2001 со И моите 14 иновации у години? простор и време. А тачно, ние правевме муабет. Ова првата година кога се појавив, значи ја правам јубилеј сега 20 години од појавување. Ете така. Абе све имаме некакви Ама не, нема 35 од ова, 20 од ова и така И натаму. тоа ќе направиме да биде ако. Ете така, МС Вера. Ајде вака, да те прашаме, директорот е до тебе, еве да заборавиме дека е тука. Како да не е Многу ми е тука? полесно затоа што не Ај, сме на вака. фестивал сега. Каков директор беше? Дали вака авторитетен, дали така цврст? Цврсти ми се коските, ама од него ми се истресува, мислам, сите 14 години. Без разлика на тоа што во милиарди интервјуа сум кажала дека мојот учител, Добро. по се што сум правила да ти дозволи некој да го креираш фестивалот по основа на пишување сценарија, на мизансцен, да имаш комплетна слобода во говор, во облекување, во однесување се, е тој. Меѓутоа, ме научил дека како завршува едниот фестивал, почнува другиот. Подготовката веднаш. Значи, подготовката е следниот ден. Нема адхок ситуации, нема затајување на нешто, телефонски јавувања, прочитај ми до каде си. Што си напишала? Значи, прво Значи, јас сум полагала, матурна сум станала со тие 14 години, коски се треселе. Толку бил строг со мене пред милиарда луѓе и вашите тонци знаат горе што работат дека ако закаснам може да добијам поздрав до Гени, можем да добијам отказ, дисциплина на дисциплина на највисоко ниво и тоа сум го почитувала, така и татко ми ме воспитувал како втор татко, дека нема мрдање. Приватното си е приватно, професионалното си е професионално. Ама секој му се случува да утне понекогаш. Сигурно нешто си имала и некој кикс, еве на пример да задоцниш си се. Па задоцнив затоа што имало кога пример? Конкретно го видов Гени дека јаде во чувената пицерија таму во околината на Домот на културата Ацо Шопов. Санрема се викаше таа. Да, таму Гени јадеше и јас сега гледам дека тој не е во сала. И јас си давам форца некој си. 5-10 минути, да, 5-10 минути ќе закаснам ја у сала, пошто само ја вежбам се, луѓе во ода таму, ја цело време сум во сала, немам време се лакирам. Немаш токаш такви ногти, печење, прајање. Што ќе направиш, ќе направиш. Тоа е. Како ќе излезам на сцена и викам, добро, ја 5 минути ќе ќарам, Троицки пред врата. Кај си? Викам, касниш?
Каснеш 3 минути. Каде ти е микрофонот, адаптерот, што ја викам, па Гени не. Остави го ти Гени. Значи ти немаш што се расправаш со Гени. Гени си е таму кај Гени за Гени. Ама имаше 40 луѓе мес роза, наводници, браво. Столе? И вика, ушеднаш ова ако се понови. Си на штипски го влечеш ако се понови, Изгледа дека нервозен бил. Значи договорот, нервозен е, гледаш како се, викам, добро бе Столе. Сам не сме му изборал така добро ме Столе. Така бе, така Никако. Не сум толку строг, да. Да. Кај нас во канцеларија директор е еден од хитовите. Јас спомнав дека овие не се сите хитови, ама еден од хитовите е Еми. Еми, да. Еми 1987. Тања е хитче, значи Тања Кочовска. Да. Тања за жал не можеше да биде вечерва со нас, но сепак најдовме буквално најадекватна замена. А само една може да биде најадекватна замена за Тања, тоа е Лидија. Така што Лидија Кочовска ја пее песната од Тања Кочовска. Еми, одиме.
1909 година, петок 23 јули, пазарен ден во Скопје. Тој ден првата електрична светилка светнува во Скопје истата ноќ под бледата светлина на светилката. За прв пат во историјата на градот е видена ова е чај. Ова е чај. Браво. А што правиме муавет? Што зборевме? Ето, така ние си се сместивме. Полни софи, тоа ми се допаѓа вака. Кога беше Тања во емисија, мислам Тања била повеќе пати во емисија, ама еднаш кога беше, збореше за Еми. Баш за Еми. Удревте акцент точно на Еми. Ептен акцент, ја гледаше емисијата? Па еден дел, да. Имала така проблем со стомакот, малку и не било баш до пеење. Не беше малку проблем со стомакот, Малку беше повеќе. многу проблем со стомакот. И Па морала никој да од се нас, седна сигурно. да, па добра, страшно е диареја сега. Мислам, а Како сепак да ви настав во живо. објаснам? Што да Ама правиш? многу е страшно, мислам, кај и да си е многу страшно. А камали кога си на сцена и Замисли- треба на да го Макфест. издржиш на Макфест. Од сите точно. сцени. Од сите сцени. Да се многу навиш. Не е на страшно. некоја аматерска сцена, не Никој знам. не мислеше на интерпретација. Добро, окей, сидеше плейбек таа година. Никој не мислеше на Тања на сценскиот настап, никој не мислеше. У несве спаѓа, леле, види каков сценски настап. Клекни, стани, клекни са, Само па да заврши каква побрзо. режија. Па едва сме чекале, значи, да заврши. Ние само мислевме да не се деси нешто, да не фати зор. Ама сепак ова е хит. Не, Ова беше стварно, јас страшно. стварно хит. Па да, Многу ми се да, допаѓа таа. Мислам една од Многу ми е убава. песните кои Тоа се што го антологиските бележа тие години. Макфест. И одлично е отпеа, морам да ти кажам. Да. Добро. Се Прекрасна обидов. Не, алтернатива. не сум Тања, ама Проаѓа. проаѓа. Зверови во различни врсти. Нели зверови рази, а па ти поарна си. Па не, ние фамилиарно сме Крв не е зверови. вода. Ќе така, те чуеме и тебе после. Па знам ја, без пеење не идам нигде. таму работа. Прво сме луди, па сме музикални. Па така да. Лиде, прв пат на Макфест пееш која? 89-та? 89-та. И потоа Дека тогаш пораснав 89-та. така. Да, дојде времето тогаш за беше пеење. бев созреана. после 4 Да. години поред, фактички до 4 години 93. до 93-та, да. Во тие периоди, не само во тие, секогаш имало звезди, ама во тие периоди со кои се дружеше вака некој што ти било мерак да се запознаеш? или- Најмногу, мерак. Знаеш како, мене ми било толку природно и нормално, пошто јас и со моите функционирав така во животот. Да. Така. Нели кај нас и, ајде да речам сега, звезди од бивша ју Па и така е, звезди така е. општо од цела Европа биле околу нас, така да не сме го живееле моментот, нели едва и чекам да го А без запознам. тоа Мене е ми да било парафразирам, тоа. најинтересна дружба, најфина дружба Со Даниела Мартиновиќ. со Даниела. Да, со Даниела таа година она почнуваше исто и она дебитираше. година беше? Не само на Потсети ме. Макфест. 89-та. 89. Да. Значи... Значи, Дебитираше на Макфест. да. Даниела Она Мартиновиќ. дебитираше на Макфест и тоа и беа почетоците. Таму ја уствари. запознаваат Да, директорот. да. Така. Ја дигнавме на тротоарот Ние Сплит. бевме... Ете. Девојченце седеше па на затоа тротоар. таму вие се врзавте. Ние бевме после. баш буквално онака девојченциња кои што беа нераздвоени. Јас, она Маргарита Христова. Они беа најмалецки. Бевме, да. Како да речам, нели Уште сите не зборат за проводени. оние зезанци, журки, кафани, не знам, тоа во некој си оф програм, како да го крстиме. Море он. Или Ма и онио. Не бе, човече, тоа се живееше 24/7 со Макфест. има ли воопшто можност да им се пренесе на денешниве што се на сцена, едно друго, мислам ја гледа овде, имаме прекрасни млади музиканти тука и таленти. Знаеш, како може да се пренесе тоа? Има ли воопшто начин да се пренесе што било тоа? Документарец да снимам. А штета што нема. Па ќе го направиме, зашто документарци се прават. Се прават? Да, архива штета што има? го нема сјајот на фестивалот за да ја раскажува приказната што е почната. А инаку документарец себе ќе направиме, одма. И треба. И треба, треба. зашто Најсериозно. големината на Макбет, знаеш, не може да Општо, се за спакува цел во една Макбет, емисија да. или во Еве не знам како што. кажа, Повеќе димензии, има, столен ја ви реков Да, преско. да. Повеќе димензии. Ама и морам само ова да го кажам, пошто Повеле, не успеав повеле. да го кажам на јубилеј, кога беше јубилеј во Штип минатата година. Чичко Столе беше во публика, меѓутоа не успеавме, не знам зошто не успеавме да се видиме. Јас неколку пати се обидував и телефонски да го добиам, да му се заблагодарам и еве јавно, пред сите му се заблагодарувам за сите прекрасни години поминати. Макфест беше Макфест на европско ниво. Сежам. Само со Чичко На Столе светско ли? и на светско точно. Прогласен Само со за Чичко Столе најуспешен- и неговата екипа. Многу ти благодарам што одвои време што беше Исто, тука. благодарам Многу што ни е одвоивте мерак. време за Макфест и особено за
овие луѓе кои што на вистина многу ги сакам. Чичко Столе кој што е мој втор татко, ова Звиров до тебе, моја крв. Се е кажано, си вика. Нели, крај на приказ. Ќе продолжиме со уште еден хит. Ќе ја чуеме сега Шила. Ќе ја пее повторно Ѓоко, а уште еднаш многу фала што дојде. Душија моја убава. Шила сака блekджек, игра блekджек. Шила има добри срекни прсти, што излекува добива аз. Кога сака добива аз и повлекува во право време. Шила сака игра Шила сака млади згодни деца кои играат и викаат кои ја вртат и врескано и излудува во секое време. Шила прави што сака има среќа и лесна рака. Шила опасно игра, ужива се врти кога игра. Ајде, Ѓоко. Ајде. Добре дојде. Здраво. Добре дојде. Здраво. Здраво, Чичко Столе. Ѓоко, за прв пат на Макфест пееш не 87-ма, 96-та, така, си пеел и многу пати. 9 години подоцна. Така, си пеел многу пати, ама Охригенец во Штип некако награди потешко добива. Или? Па скоро никако да скажам. Скоро никако. Не, има една 10 години подоцна, 2006 година. 2006 година исправ една, да. Полани доби второ место. Дури Полани второ место. Добро. Али 2006 година испеав една многу убава песна. 10 години, значи, многу драга, да. Која после 2007 доби за најслушана песна на геодата фестивали, Цвета и расцвета, и така да поголема награда мислам. Песниште. Секоја година кога земеш да броиш, има по 5-6 да ја пеев следната година, одмата ја ставив во блог да го отворам фестивалот, кој што ден не смета коњак. Така. Ќе не каниш ли на концерт лето? Здравје Боже. Обавезно. Можеш нешто да најавиш? Па, ќе најавам концерт мој втор, не знам после колку време, на нашиот антички театар во Охрид, со камерен оркестар, ќе го води Никол Чемицевски, пошто со него се работувам последни неколку стари. Ќе биде интересно, се надам. Сигурно. Кога ќе се сетиш да речем на Макфест, општо, од сите тие години? Мисля, ова е многу неблагодарно што ќе одвоиш или слично, ама на што прво ти текнува? Не мора да е нешто познато, сцена, песна. Прво ми текнува, само ќе го замолам господин Столе да ме подсети 96-та. Кои ни беа
во ревијалниот дел од азијските AB3 од Индонезија. Од Индонезија. Добро. Значи сите 3 дена бевме сите околу нив. Да? Да. Атракција. Сите се врткавме околу нив, тоа ми остана, значи првиот Макфест, 3 девојчиња, интересни, убави. Какви свирки? Па тогаш и прв пат ги гледавме од било каде, од Азија, не би. Да, зема Гран При таа година. Какви джем сешени правевме? Да, супер. Не се оправивме. Каде? Кај одевме, у Заки јадевме, пиевме, посидевме, кај свиревме, у Бриони што е сега. Веќе не се ни сеќавам од тоа време, се Сите од таму поново сешани, време веќе пиева, ми ти доаѓа. сите качени бевме на сцена, гостите ги носевме таму. Ротиравме у... Се пиеше или се пееше Не. строго? Све на П. Се заедно. Се што е на... Да, добро. Добро се, таков си е редот, Имаш ли омилена песна од Макфест што не е твоја или не? О, има. И повеќе песни. Не, кои да ти дојдат? Па што знам, од Игор Џамбазов. Добро. Време за плачење. Време за плачење. Добро. Мислам дека и од Гиш моја гитара исто беше таму. Тој на Пепи. Значи, да. Ти што би рекла? Има многу се да ги не набројувам, ете, некој од нив. Ако, доволно е тоа. Ти благодарам што дојдеш, што ни ја направи многу поубава вечерта. Сега ќе продолжиме со Вера. Радојка Шверко, тебе те нема, ајде чуј. Звучи болно, студено време, ко тогаш ветрот гранки нишал и помрачна ноќта без тебе во мракот така ми брише. Тебе те нема, зар така треба во мене пустош зима, а сакам да дојдеш, плачејќи тивко, и сакам да спијам во нашето време. Врати го сонот, бар малку за мене. Врати ми живот, а ти во него. Звучи болно, студено време, ко тогаш ветрот гранки нишал и помрачна ноќта без тебе во мракот тага ми брише. Тебе те нема, зар така треба во мене пустош зима, а сакам да дојдеш, плачејќи тивко, и сакам да спијам во нашето време. Врати го сонот, бар малку за мене. Врати
Домот на култура Ацо Шопо во Штип е култно место, нели сето тоа. Ти си беше така специфична во оној дел, знаеш, сега пресобликување, едно друго, некои новитети такви, кои што изискуваат одреден вид подготовка, одреден вид брзина, ефикасност, како да кажам, Пренос. тоа Знаеш каква е жива материјата. И како се снаоѓаше тоа? Значи- Си имаше посебна соба за тоа, те чекаат луѓе кои што Телевизијата е илузија. Не смееш да ги разочараш тие што гледаат од другата страна на кутијата што живот значи, а ние правиме филмови. Значи тоа го прави Холивуд, Оскари, луѓе кои што работат. Невидлива позадина и видлива страна. Значи невидливата страна е локомотивата која што прави видливата работа да биде уште појасна. Сосема не е битно во какви услови ја функционирав, ако им кажам на луѓето тоа би било пикантерија, како што секогаш потенцирам, затоа сме дојдени овде. Јас бев единствена која што на фестивалот се пресоблекуваше 3 пати во една вечер. Рачунај, јас водам 3 вечери, значи морам да имам 9 аутфита. Мој проблем е дали батеријата истрајала, дали јас сум нашла простор, позади сцена дува промаја, доаѓаат се спремаат музичари. Условите се какви што се во Дом на култура. Да не зборуваме, значи нити па имало некаде подобри. Мислам зашто да правиме градација, подобри, полоши. И јас си се снаоѓам, помоќу трикова, кафе куварката Маре, излагаат, влегуваат, ставам картон доле, те молам, излези, 10 минути, провери да не ми влезе некој тој да влезе. Тоа каде позади сцена одма или не? Знаеш малку да доловиме сега, излегуваш од сцена и одиш десно, немаше ни скали, скалите беа надолу у бифето, одма трчам, а тука цело време излегуваат, влегуваат луѓе, новинари, кои сака се слика, кои интервенција у простор, а ја морам колахопки да облечам, мора да дојде он да ме наштека, па кажуваат сите патентите, дигнате гледа, викам тој пукнал сега мене да ме гледа, ние сме професионалци кои со манекенките, значи као на формула менјаш гума. Маре гледа надвор, јас се пресоблакам, ново одело, уште куе се батеријата, нема, ќе издржиш ли, нема да издржиш. Жива материја, пренос, се случувало се, рипа, цеде, се враќам. Адреналин пука, значи мораш да бидеш спремен вака. И не можеш да се стрткаш ти на сцена тамо. Значи, се да биде испланирано како онака што стоело во текстот, во сценариото, во скицата што ние сме направили. 87 уште еден хит. Тоа е Лажиме од хрватска звезда голема Мериш Цетинич. Една ми се падна, да. Така исто ќе ја си спееш ти. Таа е од Копров. Од Григор Копров. Така го поздравуваме Григор Копров. Здраво Григор. Ајде, значи да чуеме сега така Лажиме, па после продолжуваме со нови гости.
Ајде, има таман време за јадење, викам. Tower Combox за мене. Мартина, Tower Combox Hot and Spicy. Океј, Владо сака бокс мастер. Злат, Junior Twister. Стефан Андреа, Family Bucket? Да, може. Океј. Ѓоко, гладен си ти? Гладен, океј. За Ѓоко, 4 трипл дабл бургери, Сандерс Бакет, 10 копанчиња, 5 крофни, нарачано. Етето. Повелете. Кога нарачав, кога стигнав? Многу пејачи настапиле на Макфест многу пати. За жал, ете, не дојде Ристо Самарџиев, тој исто 87 има огромен хит Чили Вили, кој што знаеме. Дули, Коки, Трајче Манев и секако интервали од Струмица, директоре, така ли е? Така е. Тука се Мирчи и Жане. Сега песнава Жана или Ана? Значи, работното име на песната, работната верзија беше Жана. Песната е на Славе Димитров, текстот е на Ѓоко Ѓорѓиев покојни. И Ѓоко кога пишуваше текстот, 5 пати ми се јави Мирче, некако ми иде повеќе Жана да... А Славе од друга страна вика, не бе Жана, вика, некако ми се одварате. Субјективно секој своето. Текстот е иначе на Ѓоко Ѓорѓиев и аранжманот е на... Дефинитивно името беше Ана. Многу убава песна. Вие сте еден вид рекордери. Колку вкупно пати имате пеено? Па ние на Макфест имаме настапувано 12 пати. 12 пати. Да. Последен пат И кога? мислам дека... Годинава. Последен пат. Да. Мислам дека ние сме едни од најчестите учесници на Макфест. После Ристо Директор е така ли? После Ристо. После Ристо? Да. Ристо е рекордерот? Чао Ристо, ти си рекордер. Добро, признаваме. Добро, ама у континуитет. У континуитет, да. Имате најголем стаж у континуитет, една за друга година. Без прескоци. Да. Така. После направивте сега, ваа година дојдовте на Макфест, после не знам колку. Да. Иначе, тоа беше негова заслуга. Континуитетот? Континуитетот директорот беше заслуга. Да, јас инсистирам, да. Зошто Мирче, како, што? Денес, од денешно време, не знам како одат тие работи. Тогаш го имавме Стојан Турицки на Макфест и знаеше да препознае групи или пејачи кои... Добар скаут фудбалери што наоѓа. Да, скаути, како во подем и просто сакаше да помогне од тоа, да тргне, да. Иначе прво се запознавме, ние имаме 2 фестивала пред Макфест. Имавме шлагер сезоне Сараево, ваш шлагер сезон во Сараево и Опатија. Се запознавме, прв пат го видов на шлагер сезоне. И оттаму знаевме дека ќе пееме на Макфест. И кога што тече годините и славава растеше. И слава растеше, викам благодарение на вакви луѓе како господин Турицки. Жене, како беше во, да речем, онака најпикот на славата, пример? Како изгледаше тоа во штим долна култура? Да стигнете до сала, па да ве изнесат. Директоре, чимба, има нешто тука. Значи имаше пред тоа таква подготовка, се идеше во Солун. Специјални гардероби, тогаш немаше како сега молови, ќе се пикнеш таму и одма за 2 часа си стопмен и искачеш од таму. Не, значи одиме. Прва вечер, нели имаше 2 полуфинални, прва вечер пееш, па дали ќе влезеш у финале, ама ти се спремаш и за у финале. Ти си имаш и за финале, па влезеш. Да. Стигнаме у Штип, проба закажано. Не можеш да стигнеш до културниот дом. Тоа ти е, например, 4-5 класа деца те чекаат. Ти сега не можеш ти на едно ќе му подпишеш, на друго не, или слика ќе му даеш нешто рекламен, да, материјал. Секогаш сме биле точни на проби, не сме отсуствувале. Тоа ми е така во такво посебно место во моето срце, во моето едно каче со толку добри успомени. Значи, овој фестивал ми е најдобриот. Нешто да додаш, Мирче? Сакам да кажем за... Те гледам се замисли. Пробиг на мислата. За Турицки сакам да кажем. Веројатно последниот фестивал беше пред да помине Макфест во некои други води, како нешто као Денс фестивал, нешто. И видовме дека веќе не сме за таму. Таа година, не знам, не се сеќавам точно која беше, комисијата бира песни. Сега тоа прв пат ќе ти го кажам и тебе. Веројатно било истина. Друг член од комисијата ми
пренесува мене. Вика, ги слушаме песни, слушаме и доаѓаме до една песна, вика, слушаме песна и ќе кажам на штипски, теваа песна е за интервали плаче. Ако ме разбирате. А директоре, што требало една песна да има као параметри за да биде песна ала интервали? Види, Како гледате на тоа? Не можам да објаснам, али мислам дека нивниот сјај и блесок, да речем, блесок, блесна со една сплитска песна е да сакаш. На Никша Крпетич. Јас имав многу пријатели во Сплит. Бидејќи Штип и Сплит се побратими градови, го знаев директорот на Сплитскиот, да не ти кажам колку се не знаев тамо од Зденко Руњич, целата таа фела, Конџа, Монџа, Мажуина Конџа, Јошко Банов. Сега да не ги редеме, има ги Ненад Виловиќ. Големци? Не. И тогаш ми дојде Никша Крпетич. Некаква анимација се слуши и прати човеко песна. И таа песна ја примевме одма, сразу, што викат русите, сразу. Ја примевме, се направи на македонски текст, се испеа и таа стана голем хит. За мене е тоа голем хит, да сакаш. И Никша дојде на фестивал и така натаму. Сега, време е и да ве чуеме. Ќе ја чуеме токму Ана, 1987, значи на Славе Димитров и... Работната верзија Жана, дефинитивна верзија Ана. Така, многу ви благодарам што дојдовте, Нептен ми е драго. Ви благодарам за се тоа, следен пат да имаме и повеќе време и сега ќе уживаме. Исто, едно од најубавите песни од ова издание на Макфест, Интервали, Ана, можеме. А назад на 87-ма тогаш победува пејач кој е непознат тогаш во тоа време, сега веќе си е многу познат добро, ама во тоа време непознат, ама сепак еден од големите, Кемал Монтено, токму што го спомнавме, на еден начин предвидува дека ќе победи, така? Да. Ај, како беше тоа чисто на кратко?
Не зборуваме за Трајче Манев, нели? Така. Тоа за интересни наводи. Полна столе са. Кемал Мондено е веќе во Штип, нели? Добро. Кај ја слушна Кемал песна на пробите? На пробите, генерална проба тече и Добро. тачно у 11 сато Пробите, генерална извини, како проба. фестивал беа Вече уживо? снима се костимирана проба. Ломој. Се како што треба да изгледа. И седеме на генерална проба, јас седам у првиот ред, до мене седе Кемал Монтена, не знам кој тука публика, пуштавме од музичко училиште, професори така. Еминенци. И пее Трајче Манев, ова осамен. Да. И Кемал Монтена стари изаđи, прво вика, кој е овај бе? Да. Ја изаđи мало наполе, а тука до првиот ред е одма излазо у фоајето на Домо на културата. Так. Вика, ели стари, кој е бре овај? Вика, овој е една момак и Штипа, свира бас гитару, баве се со музика. Да. Младо момче, дебитант е на Макфест, овој ќе да победи. И се врнаме, седнаме. Аха. Пак се изнервираш Штипски. И он прв почна, тој го отвори, Да? не он. Тој го отвори фестивал. Прва песна со беше? која се, да, 87 го отвори. Ретко кога победува прв, најтешко е, Абе, најтешко чудна фестивалот на работа. тебе Значи практично. песната носела во себе нешто, Да, атмосфера, дух, се. Пази, излезе Трајче, прв пее, а зад него има още 28 песни, пример. Или Никаква шанса, 14. математички. Но, влезе во финале. Песната полуфинале. Во финалето доби прво место. Апсолутно. Кемал Монтено второ. Так. Трето место кој Убаво беше? си кажал Кемал. Кој беше? Добро, не е важно. Не е важно. Не се заѓаваме. Ама она што е важно е дека токму тука е победникот на Макфест да, 80 Трајче. Трајче, повели. Ете го тој Трајче, кој е овој Трајче? Така, баш Кој е тој. Трајче? Неки Трајче е победио. Кој го слушаш ова? Како ти се враќаат спомените? Прв настав. Да, како не? Отварање на фестивал Трема, веројатно дебютант. Па не Трема, што да ти кажам. Што викаш столе за тебе 23 волци на имиња на југословенската сцена. А добро, чувствуваше ли дека песната е толку добра? Не. Искрено не, а? Не, ја се плашев дали ќе влезем у финале, да ти кажам. Озбилно, дали ќе влезем у финале. Па и Славе вика, како беш ти што збориш, ќе си влезеш у финале, твојата песна. Така беше. Така. Уште еден доказ дека не се местел фестивалот. И да, ова ми се допаѓа. За Трајче Манев имаше на пикантерија за таа песна. Добро. Таа песна не беше препознаена од жири комисијата. Аха. А сега да не ти кажувам кој се седеше во жири комисија. Добро. Се поде се записник под бројче. Што бе, ајде тргна. Ја му викам на секретар, остави е под Б. Значи имам А и Б. И се погледнавме со Славе Димитров. И ја кога го видов Славе, кога ме погледна, знаев дека тука сега, викам, Кира, стави е под Б. И Течо одработи дека што Течо песната не преоѓа, не поминува на официјалниот конкурс. Завршува селекционирање, си одиме, касетата е зимна Славе у джепо, дома. Утре дента ми се јава. Вика, морам да ти кажам дека имаме хит. Абе, Славе, шо ми е за ти таа касета? Знамо ти е хит. Шо ми е ти стави у джепо, рече, чекај да преслушам јаво. И ја палам колата кај него дома. Сега па Штипски обрна, ама ме. Браво за муабетот. Па Штипјани сме зишо. Да. И одам кај Славе, седнуваме, ја преслушуваме песната и Славе ми каже неколку цаки. Вика, јас ќе ја работам песната. Нема проблем. Јас само мајстори тражева, ако он раководител уметничка програма, он ми требаше и као композитор ми требаше, и као продуцент, а ми требаше и као добар аранжер. Славе е махер, да се разбере. Си паметен, знаеш кога Да, знаеше Славе, имаше сенс посебен. Така се роди таа и плюс тоа, на таа композиција свири еден штипјанец, сопран саксофон, Гоце Мицанов. Гоце Мицанов. Сега е професор на Джез Академијата во Штип. Врвен музичар. Страшно работа. Баш страшно. Како ги споивме тие работи, и ја присуствував на снимањето кога Гоце дојде во
MTV во македонска телевизија. Аха, таму се снимаше? М2 студио, таму се Во снимаше. М2, да. М2, кога снимаше шоуто Гоце и Славе излева, нервозен Славе, а гледа го овој добар музикант, ама сака да му Уште изваде нешто плюс душа, да изгледа. душата да му изгара, бе. И доаѓа Славе, Олег Натови, готово е да се заврши работа. Снимено. Снимено. И еме хит. И така остана. Да. И трече Инаку, кога? Аха, инаку повеќе. таму гитара свири Владко Стефановски. Владко Стефановски. Да, а клавиатурите ги свири Лазар Истовски. Така е, бе. И како така за еден дебитант, знаеш, ова се замисли. Па добро, песните се правеа. Бео, не знам сега Лазар Београд. Истовски да се Секаде. свири. И добро кога победи. Знаеш, ти одеднаш од што се вика анонимен во Штип стануваш звезда во Штип, така? Како беше тоа? Мислам, те оставаа луѓе да одиш Види, на тој Пазарче? Човек како во сон, да ти кажам. Се будиш, се смени светот. Се смени светот. The time is now. И мораш да се понашаш, нели, различно од тоа што си се понашал Па не претходно. можеш баш исто, да. Не може баш исто. Ако идеш у дуќан, у продавница, у маркет, мора пак да си среден, нели? Па да загледуваат, па еве го тоа е, не, тој да. Преубаво, трече, преубаво, вистина. Директоре, кога победил Трајче, имаше ли муавети Штипјанец, па победил Штипјанец, па... Да, бе, имаше некои чудни такви провинцијски релации. Иако и вистинските музичари знае дека е победата победа. Матко Стефановски спомна. Да, гитара он свири. И за него има една чудна епизодичка кратка. Јас обично се јавав на луѓето да ми бидат членови на жири. Жири за текст, жири за ова, жири за она и немав жири за аранжман. А Владко Стефановски беше уподен Лепи сол, као албуми се продават. Звезда, да кажем, југословенска. И му се јавувам на Владко, имам Владко така и така и така и така. Вика, Стојан, слушај да ти кажам. Брат, не ме викај мене за таа работа, него дај ти ако имаш ја неколку сола да ви отсвирам таму и тоа ќе биде мојот подарок за вас. Гледам, ете придонес. Добро го работите. И сними 2-3 шоу. Па ферски. Па ферски на Шила и... Па нормално. А и Шила е Владко плюс. Леле. Има он. Си направил човекот. Значи стварно 80, гледаш, не избираме без потреба човек. Добре, на сите и давав. На сите и давав ја големи шанси креативно да се докажат на фестивал. Не Стојан Троицки, ја не направија чуда што направија, ја не сум композитор, не ги направија песни. Значи јас сум еден од менаџерите што се сватил каде треба да оди македонската забавно, заедно со моите соработници, што треба да се направи за да се подигне нивото и кого треба да ангажираме, како ние тоа да излеземе на преден план во Југославија. И похранав една машинерија, тоа се менаџерски работи, затоа викам на Вера има во фестивалите или во тие работи имаш видливи и невидливи. Така си е. И сега не знаеш кои се поважни, видливите или невидливите. Дали мислителите, дали реализаторите. Ама се е важно. И за тоа, директоре, сме ви бескрајно благодарни. Сите шрафове се важни. Тогаш, види, јас стално и кажувам на моите наследници што се глуви и не знам, тампони ли имат во ушите, не знам. Ситниците ги прават големите работи. Се во деталите. Ако знаеш да работиш со ситниците, ќе направиш големи работи. Така е. Да, бре, прави се. Пред да чуеме победничката, таа е вака како за крај, како за цреша на шлагот, чисто е што правиш Трајче сега после толку време, со што се исполнети деновите? Трајче сега е пензионер. Така. Си го чувам внукот, си го зијам од градинка, си го живам со него, инаку Марко се вика. Тоа пред Трајче. И си пееш дома? И си пеам по дома, да, имам кариоке. Се собираме почесто. Мислам се пандемијата. Ја бараат? Да, секојаш. Највеќе. Мене на сет секојаш ми ја бараат. Значи јас немам својот диџејски сет да го изработам. Батали Верка, те молам, дај ми 8 кога те нема Шила. Не може без те немаш ни журка, ни ништо. Така да... Така. Тоа успеавме. И како што би кажал Троицки, се уште некои луѓе и во овие години во 21 век ја возат хоризонталата. Ние издигнавме вертикала. Ние многу одамна не сме доле. Сме горе, затоа не нема. Но сме високо. Стварно ми е жал што немаме толку многу време, ама ќе направиме пак нова емисија. Па зошто да не ќе одбереме заедно и некоја друга година од Макфест. Имаме години. Во некое друго може ќе испровоцираме да се случи. Може, сега ти како ководителка биди, ете дај ми ги ако сакаш
така, биди така за сите што учествуваат тука имаме подготвено да бидеме јасни. Од Good Nature најдобрите наши македонски чаеви и од Прилепска пиварница, Златен Даб. Ете, тагелката е за тебе. Гитарата е за Трајче, ќе оди, тоест басот за Трајче. Многу ти благодарам уште еднаш. Овде би сакал исто да се заблагодарам и на директорот Стојан Троицки и на Вера што дојде тука. Направивме супер една емисија и се надевам, како што реков, дека ќе направиме некоја нова со друга година, пак да се потсетиме на Макфест. За Жара и Добра вила. Да? За Жара и Добра вила. Што е тоа? Па види, една година добиваме од Сремска Митровица песна. Добро. Бендот се вика Жара и Добра вила. Така се викаат? Да, и песната е примена и добро помина 10 лет. Јавевме на джерната група. Ево, Жара и Добра вила. Така, Жара и Добра вила. А сега не ги слушаме Жара и Добра вила, туку Трајче Ванев, победничката од Макфест 87, 8 Трајче, повели, одим. Сам сум во ноктативка и сонувам со очи отворени. Го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. И сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Завршуваме, дами и господа, завршуваме и ги складираме сите овие готови сценарија овде, бидејќи одат каде што треба да одат на рециклирање. Правете го тоа и вие, селектирате отпад, селектирате хартија, пластика, стакло и одлагајте го вашиот отпад како што треба. Планетава ни една, треба да се ја чуваме. Многу фина емисија, се изнасвиревме. Останува само уште едно нешто да се отсвири за крај. А тоа е лажна песна, како што ние си ја викаме, инаку не е воопшто лажна, тоа е вистинска песна. Песна за одјава, онаа нашата. Може ли? Ајде онаа нашана. Чао!